На точно месец пред референдумот и кога самодовербата на премиерот Заев е голема, па вели дека се зголемува бројот на поддржувачи за референдумот, стигнува финансиска инекција од канцеларијата на ЕУ во земјава, па преку нивна кампања ќе агитираат кај граѓаните за придобивките од членството. Научната фила бурно реагира што во моменти кога Европската унија постојано алармира за демократија, самите се вклучуваат во кампања во рамки на непосредна демократија. Професорката Билјана Ванковска вели: скандалозно е што евроамбасадорот Жбогар со лажни ветувања се меша во внатрешните работи на Македонија. Ама апсолутно е небитно што Жбогар не го именувал македонскиот јазик, но скандалозно е амбасадори да учествуваат во кампањата во рамки на непосредната демократија, каде граѓаните одлучуваат сами, па дури ни нивната власт не смее да ги лаже или принудува. Класично мешање во внатрешните работи и тоа со лажни ветувања кои Жбогар не би можел ни на словеничките граѓани да им ги продаде. Но не само Ванковска, и екс-министрот и професор Никола Поповски остро го нападна Жбогар, кој вчера додека со премиерот Заев убедува за придобивките од членството во големото семејство, заборави дека нашиот јазик е македонски. Господине Жбогар, јазикот на Конески има име и е македонски. Како словенец, засрамете се. Ако мислите со вакви финти да се провлекувате до референдумот, а во негова корист, грешите. Ги стимулирате неговите опоненти. Под мотото замисли ни на заедно, од 1 септември, ЕУ амбасадорите во земјава започнуваат кампања со која ветуваат помош за општините во Македонија во наредните 4 години. Ќе одат од општина во општина на средба со граѓаните, на кои ќе ги презентираат придобивките од членството на Македонија во Европската унија. Сите кои што сме про успешен референдум, кои што сакаме да поканиме да гласат граѓаните за Европска Македонија, за еднината и да дадат поддршка на интегративните процеси на Република Македонија во НАТО и Европската унија, поддржувајќи го и договорот со Република Грција. Намерата е кампањата да биде полајт, поблагопријатна, попривлечна за граѓаните и веруваме дека тоа ќе го постигнеме. Но не само Жбогар, и еврокомесарот Хансо ладен туж за владата на Заев. Џабе е сменето име, сменети пари, имиња на институции. Патот кон ЕУ ќе биде долг. Ова не е прв пат Хан да спомене дека Брисел, поучена од примерот со Романија за новите потенцијални членки, ќе бара целосно спроведување на реформите пред приемот, зашто е потребен скап и долготраен скрининг процес.